Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Над 3600 првачиња добија флуоресцентни елечиња за безбедно движење во сообраќајот во рамки на акцијата Безбедни првачиња, што е дел од проектот Заедно за поголема безбедност во сообраќајот, кој го спроведе Триглав осигурување во изминатите 2 месеца. Целта на акцијата беше зголемување на безбедноста на првачињата во сообраќајот и подигнување на нивната свест за важноста на внимателното движење. Продолжуваме понатаму со насловите за денеска. Отворен 43-тиот меѓународен саем Технома. За 3 години убиени 15 жени само затоа што се жени. МВР ќе издава лични карти и во сабота и недела. Преку 16.000 оброци за социјално загрозените обезбеди акцијата Нахрани 1000. ЕУ го објави 15-тиот конкурс за наградата Жан Моне на тема ЕУ за тебе. Новите градоначалници на град Скопје и општина Центар денеска ја превземаа градоначалничката функција, а во општина Карпош беа доделени новите мандати за советници на Советот. Македонската метропола доби нов градски татко. Петре Шилегов, кандидатот од коалицијата предводена од СДСМ, денеска официјално е презеде функцијата градоначалник на град Скопје од досегашниот градоначалник Коце Трајановски, кој 8 години ја вршеше оваа функција. Шилегов изјави дека ќе работат посветено и за сите и дека со поинакви пристапи кон работата ќе бидат обезбедени средства за реализација на сите проекти кои се ветени во предизборната кампања. Панорамското тркало е проектот кој што ќе биде стопиран, а за останатите проекти ќе се врши проверка се со цел да нема штета врз граѓаните и градот. Досегашниот градоначалник на град Скопје Коце Трајановски истакна дека е задоволен од проектите кои ги има реализирано во неговите 2 мандати и се надева дека веќе започнатите проекти ќе бидат довршени од страна на новата градска власт. Трајановски потенцираше дека заклучно со вчерашниот извод, салдото на градската сметка изнесува 834 милиони денари, додека пак сметката која ја наследило од Трифон Костовски изнесувала 250 милиони денари. Скопје повторно ќе биде град на хуманоста, град на солидарноста. Македонија конечно доби главен град кој што ќе ги поврзува граѓаните и кој што ќе работи за нив. Ќе работиме во интерес на сите граѓани, без разлика на нивното место на живење и без разлика на нивната етничка или партиска припадност. Сите одлуки кои што ќе бидат носени заедно со граѓаните, а во консултација со граѓанските здруженја и стручната јавност. Со сосем поинаков пристап од досегашната работа на администрацијата на градот Скопје, со сосем поинакви извори, начини, методи на работа ќе биде реализирано се што беше ветено во изборната програма. Кај нас зборот е збор. Јас сум задоволен од реализираните проекти кои што беа во изминативе години, бидејќи сметам дека тие проекти допринесоа за подобро Скопје, подобри услови за живење на Скопје. Реализирани се проекти во сите 10 општини без исклучок. Би сакал да му честитам на господинот Шилегов за мандатот за градоначалник на градот Скопје. Исто така му посакувам да ги реализира проектите кои што сите проекти кои што ги има ветено во изборната програма. Новиот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ, кој го доби мандатот во првиот изборен круг, денеска е презеде градоначалничката функција од досегашниот градоначалник Андреј Жерновски. Официјалното примопредавање на функцијата и средбата помеѓу Богдановиќ и Жерновски се одржа во кабинетот на градоначалникот во општина Центар, додека пак пред средбата општинската изборна комисија му го врачи уверението за избор на градоначалник на Саша Богдановиќ. Новиот градоначалник Богдановиќ истакна дека ќе продолжи со реализација на успешни проекти во општина Центар и ќе разменува искуства, а првата работа со која ќе се зафати е ревизија на проектот Скопје 2014. Андреј Жерновски пак истакна дека тој кога е преземал градоначалничката функција никој не го пречекал и потенцираше дека ќе биде отворен за соработка и совети. Денеска и официјално ја превземам функцијата вршител на должност, односно градоначалник на општина Центар, и воедно да го честитам мандатот на сите новоизбрани советници,
Воедно сакам да му се заблагодарам на мојот пријател Андре Жерновски за досегашната работа во општина Центар. Се надевам дека во периодот кој што предстои заедно ќе разменуваме искуства, јас како помлад ќе прашувам за некои работи, да ги продолжиме сите оние позитивни проекти кои што се започнати во изминатиот период и нормално да го испочитуваме, да го исполниме сето тоа што го ветивме пред граѓаните, од кои што ја добивме оваа огромна поддршка. Кога дојдов овде пред 4 години немаше никој не дочека, ото тренато имавме инспекции и така натаму, ова е веќе сосема друго. Како што велиме ние во општината, машината е запалена, треба да седне новиот градоначелник, имаме 15 проекти кои што се фактички од нив голем дел и спремни за работа со набавки со се, другите се подготвени околу проекти, така да треба да се продолжи и јас сум сигурен дека Саша ќе ги продолжи овие проекти, ќе биде уште подобар од она што ние го покажавме во изминатите 4,5 години и на него на новите советници им честитам, тука сум за било какви совети. Денеска во конференциската сала во спортскиот центар Борис Трајковски се одржа првата конститутивна седница на Советот на општина Карпош од новиот состав. На предлог на мнозинството советници, поддржан од сите советници и советнички групи, за нов председател на Советот на локалната самоуправа избран Душко Весковски. Весковски им го честиташе изборот на сите советници и на новиот градоначалник на општина Карпош Стефан Богоев и нагласи дека очекува конструктивна соработка за доброто на граѓаните на општина Карпош. Предходниот председател на Советот на општина Карпош Сашо Лазаревски им се заблагодари на советниците од минатиот мандат 2013-2017 година, на општинската администрација и на досегашниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Екимовски за соработката и за реализираните проекти во општината. Околу 100 домашни и странски проекти се представија денеска на 43-тиот меѓународен сајм Технома, кој до 29 октомври ќе се одржува во ВИП арената на спортскиот центар Борис Трајковски. Работното време на сајмот е од 10 до 19 часот, цената на редовната влезница е 50 денари, а организирани групни посети 30 денари. Над 100 иновативни проекти се представени на 43-тиот меѓународен сајм Технома, што од денеска до 29 октомври се одржува во Скопје, но наместо традиционално на Скопски сајм во ВИП арената на спортскиот центар Борис Трајковски. Учествуваат големи, средни и мали домашни и странски производители од областа на металургијата, електротехниката, енергетиката, неметалите, градежништвото, обезбедувањето и заштитата, а официјално сајмот го отвори вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, кој нагласи дека овој сајм игра голема улога во развојот на економијата во Македонија. Значењето на оваа сајмска манифестација за македонската економија е големо, затоа што таа со самото тоа што обстојува 43 години, односно е 43-то издание, 43-та година како се одржува оваа сајмска манифестација, само по себе говори за нејзината потреба и за нејзината важност. Ова е местото каде што стопанствениците се среќаваат меѓу себе, каде што компаниите имаат можност да ги изложат своите производи, а оние кои што имаат потреба од тие производи на едно место да се сретнат со излагачите, односно со понудувачите. Извршната директорка на Скопски сајм Даниела Глигоровска истакна дека промената е само локацијата на сајмот, а фокусот останува ист, односно возможува поттикнување и поддршка на технологијата и предпријатијата. Технома годинава ја одржуваме на нова локација, овде во ВИП арената спортскиот центар Борис Трајковски, а во организација на Скопски сајм, која е единствена специјализирана компанија за одржување на сајмски манифестации. Технома 2017 е фокусирана да овозможи поттик на предприемачкиот и иновативниот дух, поддршка на предпријатијата, поттик за индивидуалците со иновативен потенцијал и истовремено поттик за инвестициите за постигнување на поефикасна продуктивност. Генералниот директор на Скопски сајм Дејан Кошутик информираше дека и покрај промената на локацијата нема да има застој во организирањето на саимските манифестации. Оно што е најбитно и затоа Скопски сајм ќе си продолжи со сајмските активности. Ние сме единствен специализиран економски оператор во делот на сајмските активности у изминативе 60 и кусур години. Самото денешно отварање само доказа каква компанија и со какво искуство и ноу-хау се работи, бидејќи во ворени состојби со поддршка на нашите колеги и пријатели од регионалните сајмови и од сајмите на Југоисточна Европа, бидејќи сме членки на сите асоцијации, успеавме да го дигнеме овој сајм
и ние ќе продолжиме понатаму со сајмски активности у смисол да целата своја деловна мрежа која имаме преку сајмите да ја даваме на располагање и на владата на Република Македонија и на македонските компании, да помогнеме во одржување на организирани настапи на нашите компании и на другите сајмови како во регионот, така и поширо. Ова е сега примерно решање на локација, многу брзо ќе излеземе со деловниот план каде ќе се лоцира за долг период Скопски сајм почев од 2018 година. Во организација на Скопски сајм паралелно со Технома се одржува и 37-та меѓународна изложба на иновации Макинова 2017, каде компаниите ги представуваат и промовираат своите иновативни производи и методи. Во рамки на Технома 2017 утре ќе биде одржана и трибина на тема комерцијалните аспекти на иновацијата и финансиските можности за поддршка на истата, искуства во Македонија и идни стратегии за развој на иновативни бизнис концепти. Традиционално на Технома 2017 ќе се представат и националните економии на многу земји, покрајни и региони, а за зголемување на соработката организирани ќе бидат стручни програми. Работното време на сајмот е од 10 до 19 часот. Цената на редовната влизница е 50 динари, а за организирани групни посети ќе се наплаќа 30 динари. Од МВР информираа дека сите оделенија за управни работи ќе работат на 28 и 29 октомври, со што граѓаните и во овие денови ќе можат да извадат лични карти. Сите оделенија за управни работи на МВР ќе работат на 28 и 29 октомври, со што граѓаните и во овие денови ќе можат да извадат лични карти. Сите барања за издавање лични карти, како оштетена, изгубена или украдена, по законски спроведената постапка ќе се одобруваат итно во сите регионални оделенија за управни работи при Министерството за внатрешни работи, и тоа само доколку подносителот не поседува биометриска патна исправа. Како што соопшти МВР, барањата за лични карти ќе се примаат и одобруваат итно заклучно со сабота до 16 часот и 30 минути. Веднаш по примањето на апликациите за лични карти, одделот за информатика ќе ги изработува и ќе ги доставува до надлежниот сектор за навремена дистрибуција до оделенијата за управни работи. На денот на изборите оделенијата за управни работи ќе работат само за издавање на лични карти во периодот од 7 до 19 часот. Во Македонија за 3 години неофицијално се регистрирани 15 фемициди, односно намерни убиства на жени само затоа што се жени. Ова се податоци кои беа истакнати на конференцијата на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. Неофицијално во Македонија се регистрирани 15 фемициди, односно намерни убиства на жени затоа што се жени од 2013 до 2016 година. Ова се податоци кои беа истакнати на денешната конференција Фемициди, убиства на жени заради тоа што се жени во организација на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во организација со Обединетите нации. Фемицид е најтешка форма на насилство врз жени и може да биде директна последица на домашно насилство или интимно партнерско насилство. Елена Димушевска, извршната директорка на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, истакна дека во Македонија фемицидот не е регулиран како посебно кривично дело и дека загрижувачко е што нема и официјална статистика на фемициди или убиства на жени на национално ниво. Според Димушевска, жените кои се жртви на фемициди претходно биле жртви на насилство, но и биле недоволно информирани за пријавување во соодветни институции. Но оно што е загрижувачки е што ние не водиме никаква статистика. Онаа бројка што ние имаме за бројот на фемициди е неофицијална и е прибирана од известувањата на медиумите за случајните убиства на национално ниво. Оно што го добивме како информација од Државниот завод за статистика е дека во периодот од 2008 до 2016 има вкупно 70 убиени жени, кои што сега сме во процес на во тек на спроведување на анализа која што ќе покаже колку од овие убиства се фемициди, односно колку од овие 70 убиени жени се убиени од страна на интимен партнер, без разлика дали е поранешен или сегашен, или друг член на семејството од машки пол.
Постојаната координаторка на Обединетите нации и постојана представничка на UNDP, Луиза Винтон, рече дека зад секое убиство има долга историја на луѓе кои знаеле нешто, но не действувале. Во сите случаи постои облигација преку облигационото право да се преземе акција да се заштити потенцијалната жртва. Порача дека најбитно за Македонија е да се ратификува Истанбулската конвенција. Ако ги погледнеме глобалните податоци од аспект на криминалот од 2012 собрани, гледаме 43.600 од сите 93 жени убиени во таа година во целиот свет се убиени од интимен партнер. Тоа се 47%. Каде уделот на мажите убиени од сопруга или интимна партнерка е само 6%. Ова се рефлектира многу силно во Македонија и во овој регион. Представникот на Министерството за труд и социјална политика Светлана Цветковска рече дека кај нас се уште се случува да се морализираат овие настани, да се обвинуваат жените дека самите се виновни за она што им се случило, дека тие го провоцирале насилникот и оти самите се виновни за последиците. Информираше дека за таа цел формирана е работна група од повеќе представници од меѓуресорски институции, но и дека се вклучени и невладините организации. Повеќе од 16.000 оброци за граѓаните од социјално ранливи категории беа собрани во еднодневната акција Нахрани 1000. Конзервирана и нерасиплива храна се собираше на 5 штандови во центарот на Скопје, а акцијата наиде на огромен одзив кај граѓаните, бизнис заедницата и вработените од 16 компании во Скопје. 5 тони храна или повеќе од 16.000 оброци за граѓаните од социјално ранливите категории беа собрани во еднодневната акција Нахрани 1000. Во акцијата што се одржа по повод Светскиот ден на сиромаштијата 17 октомври се вклучија повеќе од 1000 граѓани и 16 компании. Целта беше подигнување на општествената свест за донирање храна на лицата на кои им е најпотребна. Зад Нахрани 1000 застанаа граѓанската иницијатива Мрдни со прст, Црвениот крст на град Скопје, организацијата Ајде Македонија, Сдруженијето на граѓани за помош на бездомници и загрозени семејства Љубезност, Сојузот на инвалиди на Република Македонија и организацијата Адра. Конзервирана и нерасиплива храна се собираше на 5 штандови во центарот на Скопје. Акцијата наиде на огромен одзив кај граѓаните, бизнис заедницата и вработените од 16 компании во Скопје. Со ова се потврдува потребата од почесто организирање вакви настани, но и можно претворање на оваа акција во традиционален годишен настан, бидејќи граѓаните од ранливите категории секојдневно се соочуваат со недостиг на храна, велат организаторите. Објавен е 15-тиот конкурс на Европската Унија во Македонија за наградата Жан Моне за најдобрите достигнувања во покривање на темата ЕУ за тебе. Наградата ќе биде доделена за најдобра објавена новинарска сторија, најдобра репортерска фотографија и најдобра аматерска фотографија. Делегацијата на Европската Унија во Македонија денеска го објави 15-тиот конкурс за наградата Жан Моне за најдобрите достигнувања во покривање на темата ЕУ за тебе. Наградата ќе биде доделена во категориите најдобра новинарска сторија, за стории објавени во печатени медиуми или на интернет, најдобра репортерска фотографија, за фотографии објавени во печатени медиуми или на интернет и најдобра аматерска фотографија. Творбите кои ќе учествуваат во оваа категорија се авторски истории на тема ЕУ за тебе, објавени во национални весници, списанија и на веб страници во периодот меѓу 20 ноември 2016 година и 19 ноември 2017 година. Сториите треба да се однесуваат на темата ЕУ за тебе, да се објавени во периодот меѓу 20 ноември 2016 и 19 ноември 2017 година и да се подпишани со вистинското име на авторот, кој треба да е македонски државјанин. Копии од новинарските стории во дигитален PDF формат, заедно со изјава во писмена форма, подпишана од авторот со која гарантира дека тој е автор на сторијата, треба да се испратат на електронска адреса најдоцна до 20 ноември годинава во 18 часот. Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на 14 декември оваа година.
Вечерва започнува новата концертна сезона на Македонската филхармонија со концерт за пијано и оркестар од Петар Илич Чековски. На концертот, кој е еден од најпознатите за пијано и оркестар, ќе свири младиот пијанист Дино Имери. Со концертот за пијано и оркестар број 1 од Петар Илич Чајковски, Македонската филхармонија вечерва ја почнува сезоната 2017-2018 во новата концертна сала. Концертот е символично насловен Нов почеток, а сезоната почна со мало задоцнување затоа што се довршуваа техничко-правните процедури за објектот. Во вториот дел од програмата на вечерашниот концерт ќе бидат две дела кои се сметаат за капитални во оркестарската литература од Оторино Респиги и Рихард Штраус. На концертот од Чајковски, кој е еден од најпознатите за пијано и оркестар, ќе свири младиот пијанист Дино Имери. Концерт мајсторот Ана Кондратенко вели дека во нејзината родна Русија овој концерт се свири на свадби, наоѓајќи символика со нивното вселување во новата концертна сала. Објектот за единствениот симфониски оркестар во Македонија, кој постои 74 години и досега работеше во просториите на Домот на армијата, почна да се гради во март 2009, а беше пуштен во употреба на 21 мај годинава, но без технички прием. Изграден е по идејното решение на архитектот Виктор Михајлов и има акустика и архитектоника по светски стандарди. Има две концертни сали, голема со 1000 места и мала со 350, како и одделни вежбалници за изведувачи на разни видови инструменти. Регионалниот центар за управување со кризи ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Газибаба, Ѓорче Петров, Шуторизари и општина Сарај. Без електрична енергија утре од 9 часот до 15 часот ќе бидат корисниците од булевар Александар Македонски кај надпатникот со булевар Киро Глигоров, булеварот Киро Глигоров кај Железара, како и улицата Јани Лукровски зад СП Маркет во општина Газибаба. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, заради закажани технички зафати, без електрична енергија во периодот од 9 до 15 часот ќе останат и корисниците од Кланица, Бетон Скрепер, Славија, ТВ24, булевар Киро Глигоров, Тинекс, ТВ Нова, улиците 518 и 519 во Керамидница, Рокен Рол Керамидница, булевар Киро Глигоров, Нептун и Бриколаш во општина Газибаба. Во периодот од 10 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од улица Мавровска, додека од 9 до 14 часот корисниците од дел од улица Антон Кецкаров, како и дел од улица Моцартова во општина Ѓорче Петров. Без струја во периодот од 9 до 15 часот ќе останат корисниците од дел од улиците Брсјечка Буна, Пелагонија и Злетовска во општина Шуторизари. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од село Глумово во општина Сарај. Без електрична енергија во периодот од 12 до 14 часот ќе бидат корисниците од дел од улица Гаврил Константиновиќ во општина Аеродром. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути без електрична енергија ќе бидат корисниците од дел од улиците Ѓорче Петров, Смолјани, како и дел од Пробиштипска. Без струја во периодот од 11 до 12 часот и 30 минути ќе бидат корисниците од дел од улиците Крсте Гермов, Тодор Циповски, Александар Муртулков и дел од Лихнит, додека од 13 часот до 15 часот корисниците од дел од улиците Козара, Вија Егнатија и дел од Ѓуросалај во општина Ѓорче Петров. За утре метеоролозите најавуваат свежо утро, а во текот на денот претежно сончево со слаб северен ветер. Температурите следуваат од МТМ Метео.
Со временската прогноза ги завршуваме денешните урбани вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со МТМ. Довидување.